Четврток, 29 јануари, кратки вести во 12 часот. Небрежноста, запоставувањето и алчноста висат како гилотина над статусот на Охрид. На листата на УНЕСКО се потенцира во написот објавен на Le Courrier de Balkan, а фокусиран на заканата за Охридското езеро од градежни проекти. Во одлуката од сесијата, одржана во јули лани, УНЕСКО го одложи впишувањето на Охрид на листата Светско наследство во опасност за следната сесија, што ќе се одржи во Сеул во јули годинава, под услов двете земји до 1 февруари да подготват детален план за спроведување на стратегијата за ревитализација на доброто Охридски регион како светско наследство. Според Аријан Мероли, истражувач и експерт за заштитени подрачја, вклучувањето во листата на светско наследство во опасност е последна шанса за спасување на Охридското езеро. Расчистени мапирани диви депонии од крајбрежниот појас на потегот од Лагадин до село Пештани. Токму за грдата слика со расфрлан отпад на овој потег посведочивме пред неколку дена во рубриката Срамизам на Охрид прес. Јавното предпријатие Охридски комуналец во текот на минатата година подигнало 5314 метри кубни најразличен отпад од диви депонии низ целото градско подрачје, создадени од несовесни поединци. Како решение за овој хроничен проблем ја посочија потребата од воведување на комунална полиција. Во недела започнува 8-то издание на кампањата Ги запознаваме ретките болести. Постојат дијагнози кои се ретки, но надежта и солидарноста мора да бидат се присутни, порачуваат организаторите. Нашата цел е знаењето да го победи стравот, а едукацијата да ги отвори вратите за подобра терапија и достоинствен живот на секој поединец со ретка дијагноза, вели Гордана Лолеска, председател на Ретко е да си редок. Професионален пристап и едукативна мисија, како и во изминатите години. Кампањата продолжува со својата професионална едукативна дејност. Времето денес претежно облачно со повремени врнежи од дожд, дува умерен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.